во студиото разговарам со доцент доктор Ирфан Ахмети, ендокринолог во Универзитетската клиника за ендокринологија во Скопје и председател на научно здружение за обезност. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Докторе, колку дебелината денеска е сериозен здравствен проблем во Македонија и каде се наоѓаме како држава во однос на европските земји? Да, дебелината, нажалост, и кај нас во Македонија представува сериозен здравствен проблем и како едно хронично заболување која се карактеризира со наталожување на мастите, не само надворешно, со надворешен изглед со прекумерна телесна тежина, односно дебелина, него и наталожување на мастите во сите органи, кој што представува сериозен здравствен проблем поради компликациите, односно коморбидитетите што ги дава ова хронична болест. И сега, дали дебелината може да се третира како хронична болест, да се дефинира и зошто е важно всушност така да се третира како хронична болест, затоа што имаме и голем број на заблуди од страна на граѓаните кога станува збор за овој проблем? Апсолутно, значи и во претходните говорници беше спомнато дали дебелината треба да се смета како болест. Апсолутно треба, и тоа и по меѓународната класификација на болест како шифра E66, и ние настојуваме во нашите чести стручни состаноци, симпозиуми да го подигнеме првенствено свеста кај здравствените работници, да ја препознават дебелината и дури надхранетоста како еден сериозен ризик за понатаму поминување во обезност и шифрирање како диагноза, дури и како единствена, не само со коморбидитетите, затоа што навремено препознаена ваква болест има за цел да се навремено интервенира во лошите навики, односно да се пристапи холистички, ние велиме, односно мултидисциплинарно на ваква една комплексна болест, која во почетокот навидум ние не сакаме да ја нарекуваме како болест, односно не прифаќаме и често постојат, што кажувате вие, така наречени заблуди, дека дебелината е само надворешен изглед, прекумерна телесна тежина, односно дека постои здрава дебелина, дека тоа некому добро му стои. Да, наследно е, дека не може ништо, така да овие заблуди првенствено треба да се отстранат и секако да се подигне свеста општо, да се пристапи системски. Убаво беше кажано, ризикот на дебелината кај децата, лошите навики. Кога ги спомнавте децата, постојано велиме, бројките покажуваат дека состојбата е алармантна и треба сериозно да се пристапи кон решавање, и третмани кон овие проблеми. Но каква е состојбата кај децата и младите со дебелината во Македонија? Кога говориме за важноста на превенцијата, спомнавте и вие, од која возраст треба да се почне борбата против дебелината? Значи, нажалост, ќе се вратиме на првото прашање, ние сме обезогено подрачје, обезогена земја, значи земја со висока преваленца, негде надхранети и обезни. Во Македонија сме негде, според предвидувањата на Светска здравствена организација, негде околу 60%, односно кај децата обезноста 15% обезни, односно, како што беше спомнато, надхранетост и обезност околу 30%. Што споредено, да речеме, со регионот, негде сме котираме на високо, односно слични податоци дава Хрватска и Албанија, а за чудо, да речеме, Србија, Црна Гора и Босна имат пониска преваленца.
раното диагностицирање, поготово кај малите дечиња, односно кај децата, предшколски и школски деца, е многу важно, затоа што порано настанува надхранетост, односно дебелината, ризиците од рани компликации се реални, односно коморбидитетите, што кажуваме дека дебелината дава преку 220 асоцирани болести поврзани со дебелината, се јавуваат многу порано и таквите, нели, со текот на време докажено е дека дебелината представува ризик не само за појава на овие болести, него ризик за инвалидитет, односно за прерана смртност. И има студии што докажуваат дека што повисок, можеќе збориме нешто, индекс на телесна тежина во пораната возраст, намалува животен век кај лицата со обезност и отприлика негде за 14% кај таква популација лица со обезни, поготово со класа 3 на обезност, имаме, значи, зголемување на ризикот за прерана смртност. И кога веќе говориме за детектирање на проблемот со дебелината, мораме да проговориме и за причините, нели? Кои се главните причини за порастот на дебелината кај нас? Дали е тоа исхраната, споменавме физичката неактивност, потоа стресот, па и генетиката има своја улога? Така, фактички сите овие што ги спомнавте се испреплетуваат меѓу себе и кажуваме дека се работи за една мултифакторијална болест. Значи, навиките, генетската предиспозиција, така наречените биолошки фактори, социолошките фактори, сето тоа, значи, една обезогена средина, како што ја нарекуваме, каде што брзо ги прифаќаме ти така наречените лоши навики, седентарниот стил на животот, храната со високи калории, со јаглени хидрати, така наречена ефтина храна со многу калории и која што, нели, влијае на прекумерниот внес на калории, а од друга страна намалено, односно редуцирано трошење во однос на седентарниот стил на живот, како што беше спомнато, премалце физичка активност, седење покрај екраните, предолго седење, нарушен сон и сето тоа, значи еден склоп на повеќе ризик фактори се испреплетуваат, секако не треба да се занемари генетиката, односно другите хронични заболувања кои можат да допринесат, како што се наши ендокрини заболувања, но таквите се поретки во однос на овие ризик фактори, кои што мора да спомнеме дека од 90-та година наваму обезноста завзема пандемиски размери и имаме еден нагол раст поради менувањето на стилот на животот и прифаќањето на лошите навики. Е сега потребата од интегриран центар во кој што ќе се упатуваат пациентите со прекумерна тежина за третман, овозможи во нашата земја да имаме референтен центар за диагностицирање и третирање на дебелината. Всушност имаме два, денеска говориме конкретно за оној во Универзитетската клиника за ендокринологија, па сакам да ве прашам која е основната мисија всушност на центарот за справување и третман на обезност и секако какви услуги им нудите пациентите во однос на тоа дали добиваат мултидисциплинарен пристап при третманот, нели, и лекувањето. Така. Целта беше, заправо ние од која, нели, формиравме наше научно здружение за дебелина, ОБЕМ, станавме членка на Европската асоциација за студија на обезноста, при што има така наречени центри за менаџирање на обезноста и веднаш пристапивме, пошто постојат критериуми како да се прифаќа, односно како да се формира таков центар. И веднаш, значи во 23-та година формиравме два такви центри за менаџирање, едниот е нашиот и другиот во 8 септември,
каде што целта беше да го промовираме, односно да го нели промовираме обезноста како едно хронично заболување која треба да се препознава првенствено од страна на лекарите, затоа што е мултифакториелно и пристапот треба да биде мултидисциплинарен, односно интердисциплинарен. Сега, од една страна се медицинските кадри, меѓутоа кога е вистински момент пациентот да побара стручна помош? Дали слабењето, ако се соочите со дебелина, без медицински надзор може да биде ризично и какви резултати постигнуваат пациентите, но и лекарите кога се лекуваат нели овие пациенти во центарот? И ќе ве прашам и кој е најдебелиот пациент кој се третира во центарот? Имате и такво искуство? Значи, првенствено целта е да се од страна на да се препознае дебелината, односно од страна на семејните лекари да се пристапи кон таков пациент на многу коректен начин, да се почнува со еден говор, како ние двајца што дискутираме тука, дали е свесен дека пациентот е обезен, да речеме. Кај нас обично пациентите одат за други болести, дали за висок притисок, дали за диабет и така натаму, но никогаш не мислат дека треба да се дискутира за ова. Од тука треба да почнува. Значи, малце психолошки пристап, да се пристапи дали се сложува пациентот да дискутираме. Тоа е појдовна точка. Сега, во однос на обезноста, секако дека ние како Центар за менаџирање на дебелина не сме во можност да ги прифатиме сите, да речеме кај нас, ако е таа преваленца негде преку 200.000 имаме лица со обезност, така да кај нас обично се упатуват обезни лица со коморбидитети, односно ние ги нарекуваме класа 2 и 3, што се со индекс на телесна маса 2 и 3, односно со други компликации. Зашто го зборувам ова? Затоа што, како што кажавте, алармот за брзо интервенирање, мултидисциплинарно интервенирање треба да биде побрз и да ефектот во редукцијата на телесната тежина биде побрз. Секако дека во благите форми, класа 1 на обезност надхранети, секогаш се почнува со интервенцијата на стилот на животот, односно менувањето на лошите навики со добрите навики и здравиот начин на исхрана, физичката активност со докажано редукција на телесна тежина до 10%. Но тоа што е многу важно, важно е дека, како што кажавме, дебелината е еден склоп на многу фактори. Ризикот од повторно појавување, да речеме, добивање на телесната тежина кај ваквите пациенти е повисок и затоа треба нели вклучување и на други специјалности како да се мотивират ваквите пациенти да ја редуцират телесната тежина. Од ова сето... Само дозволете уште 30 секунди. Значи, целта на нашиот центар е да се препознае дека не само ги прифача обезните пациенти класа 1, 2, 3 со коморбидитети, него имаме еден линк на соработка со други специјалности. Често нас ни прачат пациенти, да речеме, од ортопедија, од пулмологија, секако од абдоминална хирургија, тие што ги викаме морбидни, обезни, и други специјалности за заеднички да се справуваме со ова хронична болест. Од сето ова што го кажавте, јас само накратко ќе заклучам за крај на разговорот дека оваа глобална здравствена криза потребно е сите да се вклучат, и лекарите, и здравствениот систем, како институциите, да се најдат пред се ефективни решенија за намалување на бројот на луѓе кои страдаат од дебелина и секако нејзините последици. Само накратко за крај, која ќе биде вашата порака до граѓаните кои што се соочуваат со дебелина, но се двоумат да побараат помош? Па прво, значи да ги охрабриме сите граѓани да дискутират за дебелината. Дебелината е хронична болест, но дебелината, значи денеска има современ пристап, современ третман
и една заедничка соработка пациент-лекар, односно тим кој што се справува со ова хронична болест е ефективна, може да им го подобри квалитетот на животот на ваквите лица, односно тоа што е најважно, да спречи прогресија, затоа што доколку не се интервенира, дебелината е прогресивна болест, која што дава преку 220 хронични заболувања, меѓу почестите, значи хипертензијата, срцевата болест, диабетесот и така натаму. Ви благодарам многу за гостувањето, имам уште многу што да говориме, но во наредна прилика. Се гледаме секако.